Новите класи за проценка на тутунот прават забуни при откупот. Ова е оценката на Сдруженијата на тутунари, кои велат дека почетокот на откупот се карактеризира со незадоволство кај тутунарите. Сметаат дека треба едукација и обука за да се надминат недоразбирањата. Да се прави забуна во предавањето на тутунот. Од кои причини? Од причини тоа што немаа време да направат едукација, односно запознавање на производителите, па дури и на проценителите, дури и на представниците со новите мерила. Еве, например, што е сега ново? Ново е веќе немаме 4 класи, немаме 5 класи, немаме подкласи. Имаме 3 класи од прва до трета и една од втората категорија. Една фантастична класа која што го имаме во дополнителните тутуни. Јас се извинувам што сега од ова тема почнеме и тоа е сега најактуелно баре према мене. Дополнителни тутуни кои што имаше фантастични тутуни кои што се поголеми од 20 сантима и се класираат во дополнителни групи, веќе ги нема. Има само една, втора, прва и тука се збираат сите тутуни кои што не се во четврта класа. Значи, се ствара една забуна кај производителите, бараме домашна манипулација што тие последни години неколку е изгубена. Сега ептен со мерилата веќе производители не знаат што е фактички прва класа, што е трета, што е втора прва. Годинава се очекува од Струмичкиот регион да бидат откупени максимално околу 2100 тони тутун. Квалитетот е на просечно ниво, иако имаше сушна година. Очекувањата се на времено купување и исплата на тутунот од страна на откупните компании, додава Андонов.